наоѓаме во селишето на општината Новаци, кој што се наоѓа во селото Новаци. Овде, позади мене, е спомен обележието на дедо Кољо Добровенски, Маријовском Левински војвода, родом од селото Добровени. Од овде, од ова општина, од селишето ќе одиме во неговото родно место, да видиме каде е роден и да го видиме неговото родно село, кој што постои од памтивека. Моето патешествие по целата во Република Македонија ме донесе овде кај речиси на крајниот јужен дел на Пелагонија. Поточно кажано се наоѓам на ово место каде што од мојата лева страна е планината, започнува планината Нидже со Камакчалан, а од мојата десна страна започнува планината Селечка. А се наоѓам во селото Добровени. Дојдов и ова село да го видам селото, да ги видам 6 престанати селани во ова село, кои што останале верни на нивните огништа, кои што ги основале нивните татковци, дедовци, баби, што се вика нивните семејства. Ова позади мене е селото Добровени. Во селото Добровени има две чешми. Долна чешма, долу на сред село, и горна чешма во горно село. Овдека во долната чешма и горната чешма невестите ги носеле на првото утро вода да наполнат. А се разбира во овие две чешми од памтивека мештаните до ова село полнеле вода и за пиење, и за миење, и за стоката. Се разбира и ден денешен и полнат вода. Е стварно е убава, здрава, хладна, да ти милина, да дојде во селото Добровени, да прочиташ, да се присетиш на историјата и на денешниот живот нас насуше. Да се напијам ја уште некоја капка вода, пошто ме чека уште долг пат ни село. Добар ден. Добар ден. Јас сум Методија. Еве дојдов во од Битола. Така, еве дојдов во твоето родно место. Не ми е родно место. Не ти е родно? Овде, да. Така. Јас сум роден во Цапари. Во Цапари. Да, а татко ми беше на служба овде кај шумар. Така. И тука останавме со пчелите. Така. Е сега пред колку време се врати овдека? Овде па 79-80 година некаде. Така. Што те привлече да си дојдиш овде? Што ме привлече? Чистотата. Нема прскање и тоа. Како е величието ова година? Да се палам не е, а да се жалам пак греот од Господ. Значи пак ќе има. Бериќат. Така. Како со комшијава живеачка? Ој, се подкарваме троа, ама Шо тоа? Не, Бог да чува, никако и со мене кој. Отко дојде сака да обнови нешто да направи. Тоа ме радува. Тоа ме направи резервар горе, се донесе вода печес куќи, тука имаме вода. Баравме порано да направиме на чешмата корица да се турнат, да се направи резервар горе, да има цело село. Не вели ќе расипите чешмата. Ќе ти кажам вака едно, кога прошетував по селово, затоа им намерно те прашам што се подкарувате. Ми рекоа, вака ми рекоа, не со него, со сите селани. Значи, подкарување се подразбирало да си направам лав муабет. Кај си, шо правиш, како правиш? Ама, тоа е муабетот. Ако не направиме муабет со него ми е криво, да ти кажем наискрено. Ако не направам муабет со него ми е криво. Сега моментално босок топам, затоа сум вака цели. Ама си работиш, да? Работа. Не може да одиш. Кој сте постари од двајца? Много е постар од мене. Слушай да ти кажам, му рекол преска дека надолике. Не сум надолик. Годините. Арен е. Во село овдека. Си пчела. Да. Не се прашува овој медарот. Колку пчелни семејства има? Еве, може да снимиш, ево. Така. Се снима, да го пати, имаме снима. Ајде ги видим.
И нека ти кажем че колко браќа имате, може колко... Ова ми личи мене На ракија варење. на казана, ама пази, само бурето казано го нема. Што е сега ова? Овде бурето е преградено натре. Така? Со вако кап. Така. Овде горе има мрежа, ајде ќе го отворим некој малце. Да видиме, добро. Браво, бе. Опа, полек. Да видиме што ќе има натре. Еве сега рамките. Вака се топат. Восокот се топи преку то. Чеки сега да затворим. Затвори. Преку то, еве го кајди восок. Сега ова да те прашам. Колку да речеме ставаш овај челно саче за да излезе восок? Ами дури имам стари рамки, тие рамки се топат Така? на 5-6 години. Така? Ова го покривам вака да не ми влегват Да, чили. да. Сега, што му правиш после на восокот? Восокот го пуштам во Скопје, Аха, напредок. Така. Тоа е фирма што го преработва во табли. така? А овде излегва сиров восок во калба. Така. И сетем го пуштам во Скопје, тие ме преработват во табли. Колку имаш да речеме вака работа се со ова? Со ова работа, колку ти душа сака. Да, ако имаш мерак да работиш. Ако имаш мерак да работиш, работи. Си може да живе некој вака со пчелките кои ќе отвориш како тоа. Стално. И мајката некој пат ќе му караш, а некој пат кога ќе го видиш полно дозгоре ќе рипаш од радост. Така. И така ти е. Туку вака едно. Ајде да почитаме ни пчели се. Ако не ти е страв. Па да ти кажам право, не ме страв, меѓутоа ти си домаќино, така? Ако не ти е страв, слободно може да питам. Так, да видиме како е се. И да ти кажам. Иако не пушам цигари, меѓутоа советот пчеларите, ако не сте знаеле, кога гледате како некое пчелно семејство се отвора и кошницата, ако имате страв од пчелите или да речеме имате алергија, по правило запалете цигара, а самиот дим што е од цигарата ќе ги разбрга пчелите. Меѓутоа, ова ми е пораката. Се радувам кога одам по селата во Македонија и кога ќе видам кај мојот домаќин, освен што има пчелно семејство, и кога ќе видам старата селска архитектура, како што е неговата родна куќа овде што е ова позади мене. Убавина, домаќине, убаво е. За мерак. Ева, старо Милина. Милина. Ова се вика цит. 60 сантима ширина и 2 и кусур во висина. Камен на камен со малтар. Ова куќа е стара скоро, да не претерам, не 100 години можеби, ама само човечка рака што ја прави и само човечка рака овој ќе ја чува. Како што е мојот домаќин, медарот од селото Добровени. Но една порак, дојдете кај мојот домаќин, овде кај во Добровени, во неговото пчелно семејство, овде кај пчелите нема да ве каса, овде кај пчелите ќе ве сака, овде кај не ви треба дим, овде кај не ви треба било каква хемикалија. Само добра душа и здрави што се виќе да уживате во убавината на селото Добровени. Добровени се наоѓа близу грчка граница, измеѓу Живојно, горе беше Сович, сега Сович не постои, Скочивир, Сливица, Брод, Бач. Тука е тоа средината. Порано броело околу 30 до 40 во почетокот куќи. А после постигнаме до 70 куќи околу 60-та година, кажете. После 60-та година се намалува, во странство се утидува, останаа уште 30 домаќинства. Колку сте далеку преку Кременица до Битола и колку сте далеку од општинскиот центар Новаци? Од тука сме, реков, 35 км преку Кременица, а Новаци 20 км. Со што порано луѓето оделе на пазар во Битола, со што луѓето оделе по соседните села? Порано одевме во Кременица, пеш од тука и во Снегови. А за на пазар луѓето кои ќе одеа со стоката жито да однесат преку Новаци, таму ни е најкраток пат.
На селото Добровени селска слава е Свети Димитрија, како што носи црквата. Значи, ние го велиме Митровден. За разлика од другите села, највесело село беше. Зимо, дали има снегови, или тука имаше игранки. Може и затоа јас се научив, многу добро играм, многу добро пеам, многу добро свирам. Овде имаше пекари, овде имаше работилници, овде имаше кино. Тогаш во тоа време на 10 години гледав јас филмови. Филмови, онде кај што е онаа продавницата, сега тоа имаше дом, таму 1000 души што береше. Вие сте првиот, после долго време што сте вратиле во селото, во вашето родно место. Зошто си дојдовте што се вика? Јас работев со автобус 40 години. Свето го знате. Австралија бев 4 години туристички. И со автобусот кој работев. И во Австралија кога бев. Кога да земам пензија до Бровени ќе се вратам. И тоа го стори, баш сите се чудат. Некој мене ми вели, бе 100 години се врати назад. Не, 100 години ујдов напред. Така ми се чини. Кога дојдов во моето родно место, јас ќе дојдам, дишам убав ваздух по изворите, онде кај што сум прекладенчиња чешки. Ми се радува душа да ми се радува. Песни пеам, верувајте ми, онде на срецело и гајда свет. Толку што сум весел. Толку ме трга Добровени. Еве и тоа венам сега. Јас само овде ќе бидам погребан. Јас до сега кажував за селото, го опишував како беше времето за моето младост од дете каше, а сега за црквата ќе кажи историчарот Ѓорѓи Лазаревски како професор на ова што може книга има пишано, за тоа цела историја ја знае и за Добровени и за црквата. Добар ден, професоре. Добар ден. Добре ве најдов. Еве, се наоѓаме во предворието на црквата Свети Димитрија. Црквата Свети Димитрија е градена во 1898 година. Потоа, а во 1999 година е реновирана на старите темели, на постојните темели, така да сега во ова состојба како што ја наоѓаме после реновирањето. Во далечната година кога ја изградиле жителите на село Добровени црквата, било нивно светилиште, каде се собирале, каде ги задоволувале верските потреби и чувства, но имала и друга функција. Таа била место каде што можеле да се соберат, каде што можеле да се договараат за најразлични активности, вклучувајќи ги и организираните действија за борба против непријателот во една, во друга или во многу премрежија, во многу прилики, како што ги поминале сите села и населени места на Македонија, така поминало и ова село. Инаку јас сум роден во соседното село Бач, не сум многу далеко од овде. Така. Цело време се интересирав за минатото, за историјата на овие села, за патешествијата, почнувајќи од Илинденското востание, обстојувањето во Балканските војни, па и Првата светска војна, и потоа Втората светска војна и така натаму што се случувало. Сите војни само маки и страдања му донесе на населението, почнувајќи од Илинденското востание, по Првата и Втората Балканска војна, без разлика кој како доаѓал, така ги регрутирал младите момчиња и на ова село и на сите други села. Некои биле во едната борбена единица, некои во друга. Се случувало и браќа, што велиме да се гледат преку нишан, затоа што кој како поминал, така ги собрал луѓето. А инаку, според сите други сведенија за селото Добровени, жителите се еден дел староседелци, еден голем дел се доселени од соседното село, старо село кое се наоѓа помеѓу Добровени и Скочивир. Тоа е на половина пат од там. По исчезнувањето на старо село тие се доселиле тука. Инаку настаните што се случувале, поставиле свој белек, свој печат, свој трак на местото. Така, за време на Првата светска војна, на овие простори се случувале големи борбени действија. Во историјата се познати позната битката на завојот на Црна река, а во стварност ние се наоѓаме токму на тој завој. Почнувајќи од селото Тепавци, преку Брод, селото Добровени, Сливица, Скочивир, тоа е територијата така наречена завојот на Црна река. Се случувале многу нешта, но
малку работи останале забележани. Овдека под нас, потаму малку, имаме фотографии од мост кој ги поврзува селото Добровени и селото Сливица. Преку тој мост врвела железничка пруга, тесно линејка за снабдување на единиците од фронтот. Возот патувал, тесно линејката патувал од Грција наваму до селото Скочивир, таму правела круг и се враќала назад према селото Брод, према Букри и така натаму. Овдека победувал македонскиот фронт. Овдека биле во воените действија, како што рековте, од 1903, па 1908, па 12, па Балканска до 18 година, па да земе 41, 44. Меѓутоа, овдека во српските гробишта се наоѓаат и Да, овдека нова место имаме во селото Добровени две алеи на војници загинати во Првата светска војна. Кај народот се познати како српски гробишта, затоа што тие единици што беа по српска команда загинатите војници овде се погребани. Друга локација има под селото Добровени на патот према Скочиви и таму, но таа не е обележана. Понатаму српски војни гробишта така се познати имаме и према селото Скочивир и на многу други места низ територијата на ово подрачје. Предлагам со тебе заедно, професоре, да отидеме во српските гробишта и да ги видиме Да, можеме. алејата на паднатите борци, без разлика во која борбена војна единица оварче тие биле мобилизирани. Затоа што и Водив има млади момчиња што биле кои од овие деца. Често пати велам јас моја констатација дека сигурно во тие единици Меѓутоа- биле македонци мобилизирани. Да, но на споменикот е напишано името на српски јазик и тоа како што било времето, како што била политиката. Јас дори ќе додам да речеме за време на Отоманската империја се пишувало на отоманско по писмо. Да. Како било водението, така било и заведувањето во воената евиденција. Но да отидеме да ги потсетиме алејата на паднатите. Ова е таа заедничка гробница на борците кои што без разлика на која борбена единица се наоѓале на Македонскиот фронт, за кои што претходно зборуваше професорот. Професорот, таа е заедничка гробница. Да, ова е таа заедничка гробница и погоре има уште една таква алеја што се заградени загинатите војници во Првата светска војна на боиштето на овој терен. Претежно тоа е тука на завојот на Црна река, инаку ние се наоѓаме во стварност одма над самиот завој на Црна река. А таа другата гробница се наоѓа. Другата гробница е нешто погоре од нас, да, стотина метра. и таа е 100 метра. Предлагам да ја посети минезе, ќе може. Да, ќе може да одиме. Ќе додадам дека овдека во овие две гробници се наоѓаат, се разбира, и наши македонци кои што во 1914 до 1918 година биле мобилизирани без разлика во која борбена единица се наоѓале. Сепак да им дадеме почит и на тие наши македонци кои што паднале, погинале за слободата на оваа Македонија денешна. Селото Добровени е едно од многуте револуционерни села во Битолскиот округ, во Битолскиот револуционерен округ од 1903 година. Овдека во атарот на црквата Свети Димитрија се наоѓаат српските гробишта. Меѓу овие српски гробишта се наоѓаат и овие гробишта каде што почиваат многу знаени и незнаени и линденци од тој временски период.
еден од многуте револуционери кои што го дале животот за слобода на Македонија од илинденскиот период е војводата Дедо Кољо, кој што е погребан во селото Брод. Таму го погребале за да ова село не биде запалено турски аскер. Но неговото семејство и неговиот син Ѓорѓи овде почива. Ова е темелот на семејството на војводата Дедо Кољо. Да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите. Да се помолиме на Господа. Да се помолиме на Господа. Се наоѓаме пред гробот на војводата Дедо Кољо Добровенски, Мариовско-Лерински војвода, роден во селото Добровени, а погребан тука во селото Брод. За време на турското владење имал своја чета и соработувал со четите на Марко Лерински, потоа на Трајко Кралот од село Брник, соработувал исто така со Шакир војвода, со Толе Паша. Бил предаден од страна на фамилијата Домазетовци од Скочевир и најден од турската потера и убиен над селото Петалино. Неговата глава била отсечена и потоа била носена од страна на турскиот аскер на конј. Главата била носена во селата Гермијан, Бач, па дури и до Бидола, значи кај валијата му била покажана. Потоа, откако валијата видел дека навистина се работи за тој војвода, ја вратил главата и понатаму главата му била дадена на фамилијата во Добровени. Бидејќи постоела султанска заповед од 1903 година дека во секое село во кое што ќе се најди комита да биде запалено селото, поради тоа фамилијата од страв да не се случи палење на селото Добровени, фамилијата одлучила да се донеси телото на Дедо Кољо Добровенски и да се закопа во селото Брод. Така да тој е погребан тука и тука е неговото вечно почивалиште. Нека ти е слава хероју што го даде животот за Македонија. Значи, внуката на Дедо Кољо сега се мажи овде кај Мијаковски Алексо. Овде живи и таа многу кажува за дедо му, знаела на гробот кај што одела во Брод, со татко му кажува овде, дедо ти е погребан, не смеевме во Добровени, че ни го запалеа селото, и таа многу убаво памти, и веќе Ѓорѓи го има запишано тоа во книгата, и Алекс од мажот му, и Ленка, Лената. Добро. Овде, нека го снимат тука. Во овој сокак што се наоѓам во селото Добровени и овој ѕид што е овде во селото Добровени и во селскиот двор преку овој ѕид е мажена внуката на Дедо Кољо, Лена, од неговиот син, кој што претходно ви кажав, кој што почива на срците гробишта во помеѓу линденците во селото Добровени. Овдека дојдовме во родната куќа на војводата Дедо Кољо. Ова е портата, каде што некогаш живеел Дедо Кољо, кој што денеска неговите потомци се уште ја одржуваат таа куќа. Еве ќе леза натре,
а тука се наоѓаат неговите потомци, неговото семејство. Добар ден! Познати се во историјата дека имал еден син Ѓорги, потоа син Најдоп, ќерка Митра и Коста. Тие се 4 деца што успеав да ги проредам. Кај им е коленото се, кај живее денес од тие негови потомци? Од неговите потомци, сестрата, ќерката негова Митра, се омажила во село Гермија за Петре Ламов, познат војводата од село Полок, Петре Положанецот, така го викаат, иначе презимето му е Ламов. Синот, друг Костадин, е овдека погребан во село Добровен и тука си почина и има оформено семејство, а другите два сина се загинати во илинденскиот период. Едниот Најдо е загинат во Крошоради во 1902 година во четата на Дине Клюсов, а другиот неговиот син Ѓорги, тој е загинат во 905 година по илинденското востание во селото Билјаник. Овдека сега ова куќа, кој е газда? Од неговата ќерка Елена има останато потомци, но тие во моментот сега тука во моментот не живеат. Пред неколку години имаше жители тука ги посетувавме ние, но сега во моментот ете тие луѓе тие се починати, така да сега во моментот нема никој. А внуци му кај се наоѓа потом ова? Тука идат. Ете, ја имам таа среќа на дедо Колјо војводата да му бидам гостин Во неговата куќа и еден поздрав до потомството на војводата дедо Колјо, каде и да се наоѓаат, дека Добровен и родното село на нашиот војвода ќе живее и нема да биде заборавено и испустено. Целиот работен век ми беше преокупација да оставам траги за историјата на мојот крај, од каде што потекнувам. Така имам оставено монографија за селото Бач, монографија за селото Кравари, каде што во моментот живеам. Инаку последниве книги што ги имам е за војводата дедо Колјо Добровенски, тука, монографија. Она што сакам да кажам, историјата на македонскиот народ изобилува со многу личности кои се бореле за слободата на оваа татковина. Многу од тие личности се на достоен начин одбележани во историјата, но еден дел од нив се позаборавени, како што е и војводата дедо Колјо Добровенски. Скоро сите возрастни луѓе во Македонија ја знаат и ја паметат песната Абре Колјо, мамин Колјо. Во вашата истражувачка работа, како професор по историја, имате напишано повеќе книги и монографија имате напишано? Да. И тоа да ја прашам, дали ја имате забележено оваа песна за дедо Колјо војводата во вашата Да, ова е запишена во монографијата за војводата дедо Колјо Добровенски, таа е прва песна што е позната во цела територија на Република Македонија, во сите краеви и во егејскиот дел на Македонија. Скоро нема крај на Македонија што не ја знае таа песна. И многу други песни испеани за него и за неговиот син Ѓорги и за многу други војводи од илинденскиот и поилинденскиот период. Но за кого била испеана таа песна? Кој бил тој дедо Колјо? Еве, тоа треба да го откриеме. Оваа куќа што е тука позади нас, таа ги крие тајните за големиот војвода дедо Колјо Добровенски, Мариовско-Лерински војвода. Во историјата е познато. Ако човек го даде свесно својот живот за слободата на својата татковина, ние во науката велиме дека тој е херој. Но ако свесно ги жртвува и своите два сина, тоа како да го наречеме, тоа нека остане на гледачите на оваа емисија. Тука во вашите раце гледам две книги. Да, овие се последните книги за војводата дедо Колјо Добровенски, Мариовско-Лерински војвода 2012 и последната книга е Исчезнати раселени населби во општина Новаци, која сега излезе на пред некој месец. И со големо задоволство
на продукцијата Мариово филм, ви ги подарувам за спомен, да ги чувате во вашата библиотека и одредени содржини што ќе ви бидат потребни, таму може да ги пронајдете. Благодарам што ова литература, овој пишен збор од ваша страна ја подарувате на нас, на продукцијата Мариово филм. Со задоволство ќе биде прочитана и ќе остане во архивите на продукцијата Мариово филм, каде што еден ден овој пишен збор ќе биде прочитан, пак ќе кажам, од генерациите кои што ќе доаѓаат. Уште еднаш благодарам. Благодарам. Да се видиме зубаво заедно за добро. На вниманието и често со која сме почестени. И што една порака до сите мештани од селото Добровени, но порака до сите македонци кои се потекло од село, да дојдат во своите родни огништа, да дојдат во селото Добровени, да ги посетат самите родни куќи, родни огништа кои што ги основале од памтивика нивните дедовци и баби.